Почитувани, еве не во уште едно ново издание од Домашна ТВ ординација. Во продолжение проследете ги содржините за денес. Природен лек за покачен шеќер во крвта. Внимавајте со храната за време на бременоста. Народен лек за сите врсти красти на главата. Вино од транинки за подобрување на имунитетот. Ракувањето опасно колку и пушењето. Лек против потење на нозете. Масло од бел лук против спазми на крвните садови. Есенција од пелин за женски болести. Природен лек за покачен шеќер во крвта. Кога наодите се поразителни, а вашиот лекар ќе ве запраша дали сакате да започнете со инсулинска терапија или ќе се обидете со диета да го намалите шеќерот во крвта, вие размислете добро. Многумина успеале да се излекуваат и да го одржуваат шеќерот во нормално ниво, применувајќи го овој природен лек. Потребни состојки: 1 корен рен со седна големина, 1 главица лук и 2 пива. Внимавајте со храната за време на бременоста. Секогаш спремајте ја храната на соодветната температура. Жените за време на бременоста имаат поголем ризик за појава на болести поврзани со храната, со што може да му се наштети и на нероденото дете, велат од Академијата за исхрана во САД. Академијата ги предложува следните препораки за бремените жени. Често мијте ги рацете. Месото чувајте го одвоено од приготвената храна. Секогаш спремајте ја храната на соодветната температура. Остатокот од храната веднаш ставете го во фрижидер на температура под 4 степени Целзиусови. Избегнувајте потенцијално ризична храна, како што се живи и недоварени јајца и месо, непастеризирано млеко и неподготвена риба, зеленчук третиран со пестициди. Секој ден треба да се мие главата со вода во која се вареле пчелични трици. Откако косата ќе се постриже, а главата ќе се измие, треба да се измачка со пресечена главица кромит. Повеќе за ова проследете го прилогот. Народен лек за сите врсти красти на главата. Во 1 сат се става 1 лажица чиста несолена свинска маст, растопена на тивок оган, малку сол, 1 лажица старо црно вино и неколку свежи набрани листови од бршлен. Листовите од бршлен треба да се остават да киснат во смесата околу 15 минути, а потоа да се наредат на главата секаде каде што има краста. Главата треба да се завитка со крпа или завој, за да се фиксираат листовите, зашто треба да делуваат преку целата ноќ и цел ден. Ова лекување потребно е да се повторува се додека не отпаднат крастите, а тоа ќе биде за неколку дена. Пред секое менување на облогата, главата треба да се мие со вода од трици и вино. Покрај ова, оној кој има красти на главата мора да избегнува лута храна и пијалоци. Најпогодни би биле чиста вода или боза, млеко или сурутка. Вино од транинки за подобрување на имунитетот. Транинките се шумски бобинки кои зреат во есен и се берат во месец октомври и ноември. Свежиот плод кој наликува на мини слива има адстрингентен вкус и се користи за производство на портно вино, ликери, џин и киселина која има сличен вкус на умебоши сливите. Народната медицина вели дека транинките не треба да се берат со метални греблиња, освен ако не се сребрени, а модерната медицина пак вели дека треба да се собираат порано, пред целосно да созреат, или пак да се замрзнуваат за да го изгубат специфичниот адстрингентен вкус. Луѓето ги јаделе овие бобинки уште пред новата ера, а доказ за тоа е пронајдената мумија стара 5300 години од пештерата на Алпите во 91 година.
Во содржината на стомакот се пронајдени токму овие тренинки. Една од теориите вели дека тренинките потекнуваат од стариот град Дамаск и дека подоцна се култивирани од страна на римјаните. Оттаму и нивното второ име, Дамаскин, што значи сливата од Дамаск. Денес постојат многу надпревари во производство на џин и портно вино од тренинки, кои се одржуваат во европските држави. Виното од тренинки се подготвува на следниот начин. 1 килограм тренинки се потопуваат во 5 литри вода. Тренинките се оставаат да ферментираат во некој поголем сад покриен со тенка газа. По изминати 15 дена течноста се проседува. По изминати 15 дена течноста се предсадува низ седалка и се складира во стаклени шишиња. Се пие наутро по половина чаша секој ден. Ова вино се покажало како ефикасно за лекување болести на женските органи. Контроверзна изјава ги советува докторите да престанат да се ракуваат со своите пациенти, бидејќи таа навика е опасна колку и пушењето. Тимот кој го извршувал истражувањето смета дека, иако ракувањето е една културна навика, може да ги прошири болестите кај пациентите. Ракувањето опасно колку и пушењето. Во последните години забележани се инфекции кај пациентите добиени преку ракување, што го покрива прашањето за забранување на ракувањето во болниците и медицинските центри. Рацете на медицинарите кои работат се загадуваат со патогени од нивните пациенти и покрај тоа што тие се обидуваат да го дезинфицираат ширењето, постојано се во контакт со многу пациенти, изјави Марк Склански, предводник на ова истражување. Тој смета дека ракувањето треба да се замени со друг начин на поздравување. Доколку се забрани ракувањето во болниците со закон, можеби тогаш луѓето ќе станат свесни за расширувањето на инфекциите преку допирот на нивните раце, предлага Марк. Истражувањето се уште е во тек и треба уште подлабоко да се истражи за целосно да се открие врската меѓу инфекциите и ракувањето. Лек против потење на нозете. Дабова кора се ситни во прав и се става во чорапите од внатрешната страна. Лекувањето е секојдневно додека потењето не се намали и исчезне. По престанокот на потењето не е пожелно да се употребува, бидејќи може да предизвика главоболки. При обилно потење на стапалата треба да се прават бањи со течност во која се варела дабова кора. 50 до 100 грама кора на 1 литар вода се вари на тивок оган 20 до 30 минути. Кај народот ова средство се смета за најдобро против потење на нозете. Исто така, помага и миење на нозете со солена вода. 1 лажичка сол на чаша врела вода. Нозете се мијат со изладена солена вода. Масло од бел лук против спазми на крвните садови. Маслото од бел лук ги отстранува спазмите на крвните садови, спазми на срцето, отежнато дишење и склероза. Ова е одлично средство за ширење на крвните садови. Потребни состојки: 1 главица лук со средна големина и 150 мл ладно цедено сончогледово масло. Домашна ТВ ординација. Домашни лекови. Бабини рецепти. Совети. Природно лекување на болки. Домашна ТВ ординација секој вторник и четврток во 11 часот и 15 минути на програмата на телевизија Кобра.
секој ваш совет, домашен рецепт од најразлични билки, совети за природно лекување на повеќе видови на болести, можете да ги испраќате на нашата имейл адреса domašnatvorдинација@yahoo.com или на нашата Facebook страна. И истото ќе биде дел од содржините на емисијата Домашна ТВ ординација, која се емитува секој вторник и четврток во 11 часот и 15 минути. Во пораката оставете го вашето име, презиме и град. Во народната медицина пелинот се користи на разни начини за повеќе болести. Например, кај народот се користи за намалување на болки, за женски болести, за топење на мокрачен камен, за разни стомачни болести и слично. Повеќе за ова проследете од прилогот. Есенција од пелин за женски болести. За овие болести се употребува лекот пелин кој се подготвува на следниот начин. Кога цвета пелинот, се берат цветовите и се ставаат во чиста тегла, се преливаат со добра комова ракија или шливовка и се остава 5-6 дена да стои на сонце, добро затворено и покриено со тенко платно. По изминати 5-6 дена се предсадува и може да се употребува. За лекување се зема еднаш дневно по 20 до 30 капки. Едноставна техника за побрзо заспивање. Сигурно сами знаете да го уморите вашето тело, но што велат експертите? Напладне не се излежавајте пред телевизорот, работете нешто, а 30-минутното вежбање нека биде ваше секојдневие. Како да го смирите умот пред спиење? Научните кругови едногласно се согласуваат дека смирувањето на ум пред спиење не е интерен, туку екстерен процес. Имено потребно е да ги следите овие неколку чекори. Вдишувајте длабоко и насочете го своето внимание кон некој звук кој ќе ви биде интересен. При изборот на звук, битно е да пазите тој звук да биде едноличен, пример звукот на клима уредот, компјутерот или слично. Пробајте да не размислувате за ништо барем 5 минути. Само слушајте го звукот тие клучни 5 минути и сонот ќе затропа на вашата врата. Едноставно, но вистинито. Пробајте, нема да зажалите. Овде е и крајот на денешното наше дружење. Гледајте ни и следниот четврток во 11 часот и 15 минути. Пријатно!